civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговарам со Ирена Стериовска, режисерка, активистка, граѓанска активистка, уметник, мултимедијален уметник би можел да кажам, и моја соборка, наша сограѓанка која беше во првите редови на шарената револуција. Денеска е 12 април, мојата прва соговорничка за овој убав ден, овој убав повод е токму Ирена Стериовска. Здраво Ирена, добро утро. Како си? Здраво, добро утро. Па добро е, затворени како може да се биде во време, ама се трудиме позитивен дух така да се бориме. Па ти си секогаш позитивна и онака. Кажи ми како ти поминува времето, дали го пополнуваш со нешто, да им препорачаме и на нашите сограѓанки и сограѓани што прават. Баш прочитав еден твит пред некое време, вика, стално кога мислите дека уметноста не е неопходна, прашајте се што правите во карантин. Или во полициски час, вака. Така да стандардно претпоставувам како и повеќето луѓе, читам, гледам филмови, гледам серии, мање више, повеќе можам да кажам дека читам, така да се обидувам и да стигнам и со она што јас го работам, значи читам и текстови драмски некој, надевајки се дека ќе има, ќе се нормализира целата ситуација, па ќе може да се отворат и театрите, да поработиме малце. Да, иначе во моментов се занимавам со Пинтер, бидејќи ме прашаа конкретно. Харалд Пинтер, и читав еден од старите текстови негови, уште кога идентитетот го немал оформено како Харалд Пинтер. Се вика Hot House, тоа у превод е некој стакленик во кој што растат дали цвеќиња, дали овоштија, и меѓутоа во контекст е малце знаеш, јас тоа го споредувам како баш на другарка ми кажав, текстот е скроз како Орвел со Монти Пајтон да ги измешаш и да се направи некаква комбинација. Се разбира доследно, британци се двајцата, мислам, и Орвел и екипата од Монти Пајтон. Така да со тоа се занимавам, иначе стандардно јас имам неколку книги кои што ги секоја година ги читам, па им доаѓа времето. Сега полека идам на кај Кундера, така да мање више тоа, а со серии сум прилично, мислам дека сите ги имам изгледано и Netflix го имам свртено во овие периоди, така да тоа е тоа. Да, навистина, сега уметноста во било која сфера, дали е тоа книжевност, филм или други уметности, е показател дека ние сме сепак битија на кои им треба уметноста, не само како разби брига, туку и заради издигнување на духот. Денеска е 12 април, како што кажав, јас би сакал да поразговарам со неколку луѓе, пред се со мои колешки од Цивил, меѓутоа колешки и колеги, меѓутоа секогаш кога разговараме за шарената револуција во нашиот колегиум, прво ни текнува на тебе. Па би сакал да ни кажеш некое твое сеќавање од 12 април минатата година, што имаме од тоа сега, освен сеќавања, дали е тоа нешто што ќе те придружува во животов, 4 години поминаа од тие настани, навистина, драматични. И во некоја смисла на зборот, што можеме да им пренесеме на нашите сограѓанки и сограѓани токму врзано со шарената револуција? Па, да почнам од денот, па ќе продолжам со повеќето прашања. Денот го памтам, не разбуди шок на сите одлуката на екс-председателот. Генерално сите кои што бевме во шарена револуција, така на повидливи, условно кажано, имавме некоја и претходна комуникација меѓу себе по организации, по протести, бидејќи шарена револуција е епилог од многу протестни движења. И почнаа да фрчат телефони дента, значи што ќе правиме, како ќе правиме. Имаше многу луѓе кои што мислеа дека треба да биде насилно, имаше многу луѓе кои што мислеа дека треба да се почека некој ден, имаше многу луѓе кои што
Јас бев еден од оние луѓе кои што вика дека треба што и да се случува, треба да се случува сега, значи дента. Се собравме така, прилично можам да кажам дека првите 2 дена од Шарена, тие што беа знаат дека се уште одевме на ивицата, дали тоа какво движење, значи во некаква дефинирање, само дефинирање на какво движење тоа ќе биде, какви ќе бидат алатките за борба. На крајот на денот како излезе, мислам дека е најдобрата форма која што можевме да ја одбереме. Бидејќи на некој начин покрај тоа што успеавме да ја искомуницираме нашата порака, нашата идеологија, нашата борба, условно кажано, создадовме еден вредносен систем и создадовме еден јазик на кој што се разбиравме меѓу себе. И затоа беше многу битно. Тоа со боите искомуницира на многу други левели кои што на почетокот кога решивме да полниме балони и да обележуваме грешки во тогашниот систем, не ги ни претпоставувавме, така да се развие еден јазик што е на некој начин и почетна фаза како се развива и јазикот во било кое уметничко дело, така да ако ме прашаш мене лично дали заради тоа што сум уметник или можда со такви гледишта сум, Шарена револуција за мене е уметничко дело. Самата порака што ја носеше, начинот на кој што ја износи таа порака, без разлика ефектите денеска имаме многу луѓе кои што викаат дека Шарена револуција е кауза која што е предадена и така натаму. Тоа никад не може да остане совршено во бабл некој во некој заштитен меур. Тоа посекако може луѓето да го гледаат дека е искомпрометирано. Она што ние го имаме од Шарена револуција, прво и основно е тоа што победивме, што немаме веќе режим, го немаме тој режим. И второ е што на некој начин успеавме да искомуницираме со луѓето колку е важна слободата, колку е важно да се има слобода, бидејќи кога ја немаме слободата, и Орвел тоа го зборува, човек многу брзо се навикнува на состојбата, на било која состојба, и тоа станува новото нормално. И се ние кога немавме слобода, имавме еден долг процес да искомуницираме со луѓето колку уствари ние не сваќаме што сме изгубиле током годините. И мислам дека тоа е едно од да речеме, благодетните ефекти од Шарена револуција, што денеска секој човек се чувствува слободен да каже она што има да го каже, без разлика се има луѓе што мислат дека има, не знам, Facebook експерти и така натаму. Јас сум еден од оние луѓе што и тоа како викаат дека тоа потребно, бидејќи ако некој граѓанин ќе си го каже своето мислење и изгреши, тоа воопшто нема проблем. Меѓутоа, ако некој граѓанин се чувствува онеспособен да го каже своето мислење, можеби тоа мислење ќе го смени светот. Ако се чувствува онеспособен, тогаш имаме регрес и ние во тоа време имавме регрес. И баш затоа мислам дека ако ништо друго, Шарена револуција направи интервенција во главите на луѓето да сватат колку е потребна слободата и колку е потребно да се биде слободен да се искажува своето мислење, без притоа бидејќи нас несвесно ни беше она само автоцензурата. Знаеш, ако го кажам ова, што ќе ми се случи? Сега многу малце луѓе размислуваат по таа ментална матрица и мислам дека тоа е најдобриот придонес, условно кажано, што Шарена револуција како движење го воопшто, да, така е. Така што во однос на очекувањата, нормално, знаеш како викам јас, ако имам уште 5 револуции, сигурно ќе бидеме попаметни од кога бев Шарена. Ама тоа се работи во моментот што се случува, тоа се луѓе кои што во дадениот момент биле на правото место во правото време со правиот мотив да се борат и да се изборат, и натаму факторите, она што се случува после падот на Груевски, не мислам дека треба да се препишува на Шарена револуција од типот на, не знам, така не им каснеле субвенциите, за ова ли се боравме Шарена револуција. Сега малце го карикирам целото во моментов некое, па и можам да кажам дека е модерно стојалиште дека Шарена револуција не ги исполнила очекувањата, апсолутно, ни моите очекувања, меѓутоа не Шарена револуција, туку
условно кажано иднината во некоја потесна смисла. Значи, она што сме мислеле дека многу е лесно остварливо, испадна дека е тешко остварливо, и она што сме мислеле дека е самиот систем во грешка и дека самиот систем е компрометиран, не сме можели да претпоставиме до каде е компрометиран. И ние сега фактички гледаме дека имаме одредена тенденција на нормализирање на работите, меѓутоа гледаме дека тие 10 години се една сериозна тежина како гравитација, што е 11 години. 11 години, што како гравитација ја носи ситуацијата надоле, бидејќи инерцијата по која што функционирал системот е многу силна. И сега, знаеш како е, само со идеи треба да се бориме против гравитација. Само со идеи сме летнале до месечината, така да мислам дека генерално шарена револуција како идеја е најдоброто нешто што можеше да и се случи на оваа држава. Натаму имплементацијата е на тие луѓе со име и презиме кои што се одговорни да ги имплементираат работите кои што треба да ги имплементираат. Мене ако ме прашуваш, ситуацијата е подобра, но не е толку добра колку што мислевме дека може да биде. Така. Цивил пред 3 години заедно со фотографот Александар Кондев потегна една иницијатива и една изложба беше организирана на отворено во паркот Жена Борец, каде што и ти говореше, се разбира, ќе попараме архива денеска, веројатно ќе ги подсетиме нашите сограѓанки и сограѓани на тој настан. Таа иницијатива ја поддржа, се работи за иницијатива која се однесува на граѓанскиот протест воопшто, значи не само на шарената револуција, и предложивме и до парламентот и до јавноста 12 април да биде ден на граѓанскиот протест. Се надевам дека тоа ќе се случи во некое догледно време, не бараме тоа да бидат знамиња и некој знае какви помпи, убаво е да се обележи. Тоа е едно скромно одбележување на овој датум. Имаш ли некоја сугестија за властите, можеби во наредниот период да размислуваат за тоа како да го одбележат граѓанскиот протест? Или едноставно да се собереме, ние па си го одбележуваме секоја година? Па во суштина би било убаво да го официализираат, меѓутоа сепак јас мислам, бидејќи шарена револуција беше автохтона идеја и автохтоно движење кое што на некој начин не прашуваше дозвола од никого, не бараше дозвола. И мислам дека самата иницијатива да се обележи тој ден во нашата држава како ден на граѓанскиот активизам, дури и на протестите, мислам дека е нешто кое што треба да го земеме во своји раце, и мислам дека е одлична иницијатива која што таа што вие ја имате почнато, и мислам дека треба да се расшири и да имаме еден како викаат annual годишен протест во кој што ќе ги истакнуваме работите кои што не функционирале. Се разбира, сигурно ќе бидат многу, па не може све во еден ден, меѓутоа ќе се обележи силата на граѓанството, што сметам дека така секој ден кога ќе се предочи дека е ден на нешто, на некој начин покренува свесност во однос на многу работи, и мислам дека нема да ни шкоди такво нешто. Напротив, ние сме релативно нова демократија и треба веќе да почнуваме и сами ние како граѓани да си ги менаџираме алатките со кои што можеме да влијаеме на тековните состојби. Ова сега ќе влезе во нашите белешки во писмена форма, па како програма, ама додека те слушав си помислив и на една друга варијанта, на една друга можност, а тоа е дека кога има некаков меѓународен ден на нешто, кога има некаков повод, владите си ја земаат обврската да ја известат јавноста за нивните активности во поглед на поддршка на одредени теми во општеството. Мислам дека тоа може да биде еден минимален придонес на било која власт сегашна или наредна, во која на 12 април би можеле да издадат еден извештај во кој ќе зборуваат за тоа како тие биле, како ја почитувале
слободата како ги почитувале, правата на граѓанките и граѓаните го изразат своето право на протест, бидејќи впрочем тоа е и едно од фундаменталните човекови права кога зборуваме за тоа. И се разбира дека на самиот крај од нашиот разговор би сакал да те замолам, како и другите што ќе ги замолам денеска, да ми испратиш една фотографија со која овој видео прилог ќе заврши и да ми напишеш неколку реда, барем еден ред или два реда, зошто таа фотографија тебе ти значи, фотографија која е од времето на шарената револуција. Важи, види, знаеш што, тоа е едно од најтешките задачи, бидејќи беше на некој начин ликовна револуција. Една од најтешките задачи е да се одбере фотографија, бидејќи јас искрено сметам дека колку што е нашиот, мојот, твојот придонес во однос на Шарена како активисти, толку и придонесот на самите фотографии што успеа да ги овековечат тие моменти, бидејќи реално отиде усвет ликовноста на нашата револуција и мислам дека се клучни играчи во целата приказна, исто како мене, како тебе, како Замир, како Ана, како Павле, затоа што на некој начин успеа да го направат во дело она што ние го правевме секој ден. Така што со задоволство ќе одберам една до две фотографии, еве да речеме. Одбери во тој случај неколку, само нека има датум на нив, година ја знаеме. Тоа што се однесува до уметноста, да, навистина тоа беше уметноста на граѓанките и граѓаните наспроти оној ужасен, луд, бесмислен, а се разбира и многу скап криминален кич. Така е, па имав јас во еден од говорите на Шарено што го одржав, баш направив паралела со Кундера во Неподнослива леснотија. Он објаснува дека соцреализмот се заснувал само врз уметноста се заснувала само врз соцреализам и после одредено време формата на која што уметниците го правеле својот револт го изразувале е тоа што ја комплетирале сликата во духот на соцреализмот и онда фрлале црвена боја само да покажат дека тоа е системна грешка. Така да претпоставувам дека е јасна и символиката што обележуваше Шарена во однос на тој барок, во однос на грешките во системот и мислам дека беше една од најинтересните пораки, вака ликовни пораки што може да. Јас се сеќавам на тоа, да, и мислам дека дури имаме и некаков запис текстуален или видео тоа некаде во нашите архиви, а можеби и онлайн. За крај остани во добро здравје, чувај се. Фала и вие и сите што гледаат. Појави се на нашата линија во секој момент кога ќе имаш нешто да соопштиш, некоја вест за тоа што си прочитала, што планираш веднаш после оваа проклетија од пандемија, се разбира и од проклетијата од инфодемија, и се разбира се најдобро до следното видување. Фала ти многу, поздрав до сите, чувајте се и сите што гледате. Поздрав. Чао. Чао. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.